Важноста од употребата на детски седишта и постојана едукација на родителите по прашањето за безбедноста на децата во сообраќајот е постојано актуелна тема. Имајќи ја предвид поразителната статистика кога е во прашање безбедноста на децата патници во сообраќајот, може да се заклучи дека користењето на детските седишта се наметнува како нужна потреба. Користењето на детските седишта од една страна е задолжителна законска обврска за деца до 5 години, но истовремено представува и морална одговорност на секој родител. Секој родител мора да биде свесен и одговорен кога е во прашање животот и безбедноста на децата. Односно, користењето на детските седишта е одраз на родителска одговорност. Оправдување и изговори не смеат да постојат. Цената што ја плаќа детето со својот живот поради тоа што родителите немаат време, не сакаат или не се доволно информирани за користење детско седиште е огромна. Односно, не смеат да постојат изговори и оправдувања како што се одиме само до продавница, градинка или парк. Најголемиот број од сообраќајните незгоди во кои страдаат децата се случуваат кога патувате на кратко растојание во населено место. При судар во движење, низ силата која следи, детето или бебето добива таква маса што е невозможно да се задржи во раце. Например, бебе од 5 килограми при судир во возење со брзина од 50 км на час, колку што е дозволено низ град, ќе има маса од 100 килограми, што значи дека при судирот треба да се обидете да задржите 100 килограми во преградка. Неколку родители кои ги прашавме дали користат детско седиште во автомобилот, одговорија потврдно. Дали користите седиште за во кола за детето? Да, обавезно. А зошто го користите? Заради безбедносни причини или заради казните? Па пред се ради безбедносни причини, првично транспортерот, а потоа и седиштето, а секако и ради казните, ама пред се ради безбедносни причини. Да, бидејќи ја не живеам тука, живеам во Канада, обавезно мораме тоа, само што дојдовме за доброто на детето. Така. Тоа е поради доброто на детето, нели и поради безбедносни причини? Да, и безбедноста. За казните повеќе се казнуваме ние родителите, отколку за ако се случи нешто на него, ние ќе се казнуваме. Подобро да има седиште кај што ќе седи, па подобро рад да седиме. Да, ради безбедност на малото. По прашањето пак за правилна употреба на детските седишта, и тука ситуацијата е загрижувачка. Речиси 90% од родителите кои ги користат истите прават ненамерни грешки поради недоволно знаење и искуство, како на пример несоодветно фиксирање на детското седиште и врзување на детето во него. Што се однесува до седнување на децата на предно седиште, веќе е добро познато дека деца помлади од 12 години не смеат да се превезуваат на предното седиште, освен во случај кога се превезува дете помало од 2 години во детско седиште во кое детето се врти обратно од насоката на возење и под услов да се исклучи воздушното перниче. 35 евра и 15 негативни поени е казната ако родителите не ги возат децата во детско седиште во автомобил. Во Македонија оваа обврска е заложителна од 2015 година и за речиси 3 години се изречени само 39 глоби за овој прекршок. Родителите во земјава бавно ја прифаќаат практиката да ги врзуваат децата додека ги возат. Безбедноста на децата во сообраќајот не е право на избор, туку ваша обврска. Затоа користете детско седиште и возете ги безбедно вашите најмили до посакуваната дестинација.